македонците имаат најмали кориња на Балканот. Ама се насмеа во втори ред. Среќа дечко ти не е тука. Што е ова, бе, викам? Ја дур не ја прочитав статијава, не ми беше јасно како може кој како сака така да не дупи. Еве грците на пример. А ние не сме имале за што да дупиме, бе, луѓе. Грците на пример, они не дупат како сакаат, братче, од напред, од позади, уста, уво, у нос, у грло, отворено, ларинголог ни прават секој ден. Разбираш? И да. Значи како сакаат не дупат. И што е најстрашно, ем не дупат, ем не викаат по име, бе. Еве те прашам ти, девче, како се викаш? Данче. Еве да замислиме ситуација. Дечко ти те клеца секој ден. И наместо Данче Ирена ти вика цело време. Како ќе се осеќаш? Убаво ли ќе ти биде? Така и на нас не е убаво. Ние се Македонија, они Скопје. Не ќе ме Скопје да ме викаш. И ја праќам статијава на девојка ми на чат. И ја праќам на чат. Она прави само едно син. И ми враќа едно кратко и јасно тачно. А јас сум и прв. Али сигурно ми е поголем од твоја брат. Па сега ти види, мислам, разбираш. Јеби га и сега некој публика си вика: еј, комичаре, смешен, тебе бабе, еј, лажеш. Не ме срце, ако сакаш ела позади ке се совлечам. Има да се утепаш од смеење. Ке ни биде смешно. Еј, како е? Ми е страв да го бацам, да не го прокутам, ке отиде, сега ке се дигне, така? Шо, дигна ти е? Шала на страна. Много јако го кажеш на стендап, шала на страна. Шо дошле луѓе овде? Не, значи вака сега. Јас сум стварно глумец. И сега, окей, тоа све, али се е тоа уреду до моментот кога ќе треба на баба ти од 89 години да ја објасниш дека си глумец, брат. Значи, тоа е немогуча мисија. Синко, шо работаше ти? Глумец, бабо. Шо? Глумец, бабо, глумец. Шо збора бе ово? Адвокат, бабо. Убо! Убо, сине! Крадеш го народо, ама за тебе нека има. Да, значи, глумец, јеби га, проклета професија. И сега као, кога ќе отидам неден надвор, значи, на настап, дали негде низ Балканов, и сега ме прашуваат колеги, вика, абе, добро вика, ви у Македонија, тамо, вика, тоа глумците, вика, нешто, работите ли, вика, снимате ли нешто? Снимаме, брат, како не снимам? Еве, ја, например, 2 пути имам пуќа снимано. Да се работи нешто. Жените. Данче, жените се вечна тема. Значи, ја која сакав да ги разберам жените, викам, дај да најдам некоја паралела, барај паралела, и древам на Фейсбук и викам, абе, глуп. Па Фейсбук ти исто као жена, од неколку причини. Прво, со него не можеш да се разбереш, ама па не можеш ни без него. И второ, таман ќе го научиш како функционира, он се менја. Сте ја приметиле ли фацата на жените кои се расправаат? Ја викам таа ризик фаца. А ако е од Ѓорче, шо мајка ти? Добро, не е само Ѓорче, припор натака. Каже се цепе дрва, од цепање дрва доаѓа, брат. Шо мајка ти? Значи, па таму се греат на дрва, шо? Ние дома не се грееме.
Исклучено ни е парното. Нема на шо да цепам. Али тебе можам да те цепам, брат. Да те разцепам. Като ружичка да те отворам. И не знам зашо штипскиот ми е посмешен кога дупам него, не знам зашо, интересно ми е. Значи, да, и фацата, братче, значи, доаѓа, значи, ја прави фацава и сега ја прашувам, викам, маче, зашо ти е ваква фацата? Каква? Па, таква! Таа ми е мене фацата, Бојане! Таа ми е! Па ти беше таа фацата ќе те пикне во подрум дурци да бркаш, бе, будала. И сега пази што се дешава. Или ти може би мислиш на некоја друга? Зашо бе, Данче, мора да има секој пат некоја друга? Зашо мора ти стално да убацуваш трета особа женска кога се расправате? Зашто? Непотребно, фокусирај се на нашиот проблем, разбираш? И тера даје вика, или ти може би мислиш на конкретна особа има, пази. Или ти може би мислиш на она убилите панталончиња, Бојане. Може би фацата ми личи на неа, ама газот не ми личи, така? И сега, ќе ви давам еден пример за оваа ризик фаца. Значи, онако ќе се изнервира, братче, оваа фаца, и прво иде фацата едно 15 минути, па иде она, разбираш? И сега ќе ви кажам една ситуација со фацата. На девојка ми роден ден, ја доаѓам кај неа на врата, звонам и викам да ја оригинален сакам да бидам, разбираш? Да бидам оригинален, се трудам. И не се кај ми улета на МТМ. Гледа некој МТМ? Која е таа телевизија? Добар ден, јас утепав двајца луѓе, а вие шо правите? На МТМ. Го јам кажано овоа, никој нема да знае, но нема везе. И на МТМ ми се убацува спот од Маријан Стојановски, го знаете овој со вегите. Да, овој што двете веги му се као две лебарки што се парат. Споени. Едно време пробуеше да ги оддели, ама нема се гледа тука, братче, тоа не ти проаѓа така. Заебавај. И викам, ми улетува спотот од Маријан Стојановски кога доаѓа со цедето на врата. Викам, Бојане, тоа е тоа. Прво, овој спот никој го нема видено. Никој не го знае. И она ќе мисли, ти си оригинален. И доаѓам јас со цедето, го бande тој спот, нели, со цедето. И звонам на врата, она искача со цедето од Маријан Стојановски, кога он на спотот која влага. И почнем да пеам. Роден ден, мала забава. Она почне веќе тука вегата една. Дојдо без да ти се наја. Другата вега. Ава. Викам, Маријанчо, братче, ти да се најавиш, до сега сите ќе си отиде, брат. Ама добро, нема везе. И стојам вака со поклонот. И почиња лентата тука. Говедо едно пичка ти материна, ова не поко за роден, ја тебе ќе ти купувам саат од 150 евра, ти ќе ми дојдеш мене со цедот Маријан Стојановски, будала една. Што се курчиш, ма? Сите комши не разберат. Што се курчиш, ма? А иди најди цедот Маријан Стојановски да те видам, бе. Не постои. Побрзо живот на Марс ке најдат него цедот Маријан Стојановски, бе. Па што? Па тоа цене треба да има посебна витрина у археолошки музеј на Македонија, бе. У оддел за ископини. Пошто кога им го однесеш тамо ќе ти речат, од кај го ископа, бе, брат? И тука ризикуваш девојка ти да ти раскине, ама за озбилно. Пошто има и за неозбилно. Вечерно ти раскинуе, са бајлета у 8:30 те буди. Маче, извини! Ја малкучку педера вчера! Ама уж еднаш ако ми дојдеш со цедот Маријан Стојановски, ти ема матер! И... сега. Да, тоа е жена, братче. Значи, има два типа на жена.
комплицирана и покомплицирана. Значи, види само колку списанија има за жена и све ти јасно, за диети, за облека, акцесори, шминка, секса, за маж има само едно. Билтен. Значи, не е ни списание, братче. И кај нив све е у шифри. Кај жените све е у шифри, брат. Нема конкретно, значи, еднаш не е дошла да ми каже Боки, тоа и тоа ми смета. Јок бе, брат. Увек ја прашува култното прашање. Маче, шо ти е? Ништо не ми е! И сега, ова навестува една расправија, која ќе трае 5 минути, меѓутоа види за нас 5 минути се 5 минути, за нив, братче, 5 минути се 45 минути, разбираш? И увек почиња со нејзиното ништо не ми е, умеѓу време ти почињаш да збориш, али си стаен на муте. Значи, не допираш до неа, брат. После 45 минути. Прави што сакаш! И си оди. Или, например, втора шифра. Гласно воздивнува. Оваа се спаја со фацата. Правите муабет. И она више зима ваздух, тука више си на далина. Сега, ова не е збор, не е реченица, али е невербална изјава. Невербална изјава, не звучам како портпаролов на МВР, невербална изјава, човече, не ми се... Сте видели ли пресконференција на овој заменик, ше портпарол на МВР што беше? Видите е? Вака изгледа тоа. Ова е невербална изјава, која во 99%, чек малце, од случаите е погрешно протолкувана од страна на машкото лице. Значи, кај сите портпароли, таа кабината е стандардна висина, кај него е 25 сантима пониска, пошто не дај Боже, некоја пресконференција и лицето БЦ влезе у ВЦ и тука со шипки коци тупат. Ке попие некој микрофон, ке остане без око да тија. Гласно воздивнува. Следна шифра, да се врати жените, да се вратиме кај нив. Трета многу опасна шифра. Уреду е. Значи, ништо не е уреду, братче. Знаеш што е најстрашно? Ништо не е уреду, ама ти па не знаеш што не е уреду, бе, брат. И далje. Кај нив, кај жените све е обратно. Све. Ако ти каже да, значи не, ако ти каже не, значи да. Пример, ако некоја цура ти вика немој да ме фаќаш тука, никако дечко има, немој да ме фаќаш, тоа значи фаќај ме, растури ме. Твоја е, братче. Ја клеца 100%, осим ти, братче, ти нема шанси. Ти нема шанси. И сега, све е обратно. Доаѓаме повторно до ситуација со маста. Петок, 6:30-7 навечер, она гледа турска или индиска серија, зависи што се нуди. Ти пристапуваш со мала доза на страв. Секојдневна ситуација, ке стасаме, ке ви се разјасни. Не бе, ке дојам па таму, живе, седи. Влагаш. Маче, оди свари кафе, сега. После 5 минути, ако е на плинско 3. Повели, фала. Кажи. Кошула у пичку, матер, треба да се пегла у маму, да ти е... Кажи, не бе да те прашам дали имаш за перење на 30, да ставам за перење. Шо е?
Маче, знаеш дека денес е петок? Да, знам. Чисто да прашам. Ја сакав да искачам. Ке искачаш? Да пружам алишта, де? Алишта ќе пружам до двор да искочам, значи... Не замарај, гледам серија. Пружаш алишта, јебига. Се враќаш. Поголема доза на страв. Гледаш далинското да не е при рука, пошто тоа лета, братче. Маче? Ние, јас и ти, да бе да, јас и ти мислам, ние, нас, знаеш колку те сакам ја тебе.